Следниот кој што предпоставувам дека не чека на телефон е градоначалникот на Охрид, господинот Константин Георгиевски. Господин Георгиевски, добро утро. Добро утро. Кажете ми, има ли во Охрид снег, бидејќи во Скопје има вака една зимска идила, во Прилеп, еве, слушаме од предходниот соговорник дека снег не почнал да паѓа. Како е во Охрид времето утринава? Во Охрид утро врне снег, меѓутоа има многу малку само на крововите на куќите. Ќе видиме во теков на денов дали ќе имаме задача да се занимаваме со снегот покрај со други. Така е. Градоначалниците кои ќе видат снег одма ги фаќа паника да не бидат изненадени од снегот на крајот од април. Кажете ми, господине, купивме 10 нови дувалки за снег, да ви кажем право, а немавме шанса да ги искористиме. Еве сега ќе ги пробате. Сега ние едва чекаме да падне снег да ги пробаме дувалките. Кажете ми каква е состојбата во општината околу целата оваа вирусна ситуација во која што живееме. Ништо поминува Охрид, предпоставувам дека вам ви е една воредна ситуација во една друга смисла, ги нема туристите, ги нема посетителите на Охрид. Но што прават охриѓани во овие воредни времиња? Да, Охрид веројатно ќе биде еден од, да речем, економски прво најпогодените градови во Република Северна Македонија, затоа што дејноста која што огромен број на луѓе изведуваат во однос на туризмот е првично погодена. Ситуацијата е слична како и секаде. Све работи со намален капацитет. Луѓето све повеќе и повеќе се придржуваат на апелите и советите за останување дома, намалување контакти. Во општината работиме со 10 на 15 луѓе кои што се раководители на секторите, имавме започнати проекти кои што мораме да ги привршуваме. И така. Кажете ми, бидејќи во Охрид имате ли констатирани случаи можеби на заразени со вирусот? Во Охрид имаме двајца за сега. И двајцата се луѓе кои што биле во самоизолација, без некои тешки симптоми, се на домашно лекување и така. Има ли меѓу граѓаните можеби некаква нервоза заради целата ситуација? Па има, како не, има луѓето се напнати, се јавуваат, прашуваат и така. Дали заседаваат сите воредни тела кои што се предвидени во самата општина околу координација и организација на животот и во ваква ситуација? Да, секако имаме ни редовни состаноци, бидејќи јас и самиот сум лекар интернист, малце ми помага тоа во координација околу оваа цела ситуација. Држиме редовни состаноци со лекарскиот тим од сите поголеми здравствени установи во Охрид. Здравствениот систем во Охрид е прилично развиен, имаме Завод за кардиоваскуларни заболувања, тоа долги години беше единственото место каде што се работи инвазивна кардиологија надвор од Скопје. Имаме општа болница, имаме специјална болница за ортопедија, травматологија. И сите тие три, да речам, исто така и здравствен дом е тука. Да. Да речам, располагаат со добар квантум на како човечки ресурси, така и на материјални опрема која што е потребна. Па имаме соодветен план доколку се исполнат капацитетите во Скопје на инфективна клиника, да почнеме да ги сгрижуваме тешките пациенти на интензивно лекување во општа болница Охрид, оформен е тим од 6 искусни интензивисти. Сите респиратори што се во другите болници ќе бидат однесени на едно место каде што би се направил тој оддел за интензивно лекување на пациенти кои што ќе се заразени со коронавирусот и така. Господине градоначалник, најавите се дека кризата допрва следува и дека всушност бројките веројатно веќе неделава ќе почнат да бројките на заразени говорам, ќе почнат да одат со една брзина која што малку и ќе не вознемири, предпоставувам и ќе ги загрижи сите оние кои што можеби се надеваат дека ова некако брзо ќе помине. Така што ова што го говорите за Охрид е навистина една концентрација на вонпросечна, да кажем, болничка концентрација во Македонија и се плашам дека навистина ќе имате полни раце работа во неделите што доаѓаат и ви пожелувам што подобро да се справите со тоа.
Благодарам. Ви благодарам за јавувањето утринова. Повторно ќе ве бараме доколку имаме потреба, особено во овие, како да кажем, не многу оптимистички сценарија за кои што разговараме.